Значи, првен барам од колегата да се извини на сите пратеници, бидејќи ја навреди интелигенцијата, и да нарече и колегите од ВМРО-ДПМН ги нарече забегани. Ве мислев за многу по-културен човек. Знам дека ви се брза да се избере ДИК. Знам дека ви се брза за да се избере ДИК и да станете заменик министер за образование, но жалосно е вие да бидете човекот, после вакво денешно однесување тука, вие да бидете човекот кој што ќе носи образовни програми за идните генерации во Република Македонија. И само да ве потсетам дека во 2016 година, за која што вие тврдите дека знаеме под какви услови се спроведе. Да ве потсетам, колега, 2016 година имавме техничка влада, во која што вие ги имавте дел од министерствата, а Државната изборна комисија имаше ваш председател. Така да сами си кажавте од оваа говорница пред некоја минута дека изборите во 2016 година беа најмалку, беа се само недемократски избори и беа избори во кои што вие си плативте за да дојдете на власт. И вашата цена очигледно нема крај, бидејќи секој ден и се повеќе правите чекори кои што ги бркате младите од Република Македонија. Ние не сме луѓе како што вие велите. Значи, ние сме луѓето кои што се обидуваат да зачуваат унитарноста на Република Македонија и нашето име да остане Република Македонија. Вие сте предавниците, не нарековте предавници, но да ве потсетам дека предавници се оние кои што се обидуваат да го сменат името на Република Македонија. Председателе, уште еднаш ве замолувам и ве потсетувам дека само пред неколку дена донесовме кодекс на однесување во рамките на ова собрание на Република Македонија. Но денес, откако е започната оваа седница, односно комисијата, се направија толку многу прекршоци и на деловникот за работа на ова собрание и самиот кодекс во кој што пратениците од Социјалдемократскиот сојуз беа најгласни за да се потпишат. Доколку вие не сте способни да ја водите оваа комисија на оној начин на кој што треба да се води оваа комисија и да се воспостави ред во рамките на оваа комисија, ве молам станете од тоа столче, дадете вашиот заменик или било кој друг пратеник да продолжи да ја води оваа седница, бидејќи на ваков начин ова личи на се, само не личи на една државна институција кај што треба да се носат разумни одлуки и каде што треба културни и разумни луѓе да дискутираат, а не да прават циркус. И посебно ги замолувам колегите од Социјалдемократскиот сојуз, кои што се веќе дојдени овде, да бидат малку по-конструктивни и да дискутираат, да не дофрлуваат од место. Ако се капацитетни, како што велат дека се капацитетни, нека искочат од оваа говорница и нека кажат тоа што го има да го кажат од говорница, а не од место да се дофрламе. Бидејќи ние не сме на пазарче, ова е институција, собрание на Република Македонија.